Да, ова е уште еден значаен проект од она градежна, би рекол, нели, акција што ја презема општина Струмица. Еве еден сегмент се и овие полски патишта. За мене значајни затоа што и идејата за тампонирање на полските патишта потекна токму од нашата општина, односно од нашите сограѓани кои што имаат потреба од тие полски патишта. Бидејќи ингеренцијата на полските патишта е на ниво на Министерството за земјоделие, ние таа иницијатива ја пренесовме и до нив. Една процедура следеше обсежна за стилот на објавување на тендерските, нели, овие најави, објави, и еве можеби малку подоцна од онаа што очекувавме, меѓутоа еве се финишира уште еден убав проект. Мислам, барањата беа од граѓаните, од нашите населени места. Опфативме во овој дел околу 8 такви локации. 2 се во атарот на населеното место Дабиле, 2 се во атарот на населеното место Муртино, 2 во Просениково и Добрејци. Се разбира, вака ги посочувам овие населени места, меѓутоа тие поврзуваат и други. Тука е Муртино Сачево, да речеме, и тој е вклучен во овој проект. Дабиле Просениково, тоа е еден пат кој што го планираме и за понатаму да биде и да биде асфалтиран. Така да јас мислам дека ќе има ефект, бидејќи и самите луѓе го бараат тоа. Добро, значи се работи за 6 километри должина. Секако дека има потреба од повеќе, јас тоа го напомнав и во некои претходни мои изјави, но како практика не била воспоставена досега. Ова е за поздравување затоа што е почеток на една потреба која што нашите сограѓани ја имаат и која досега не се практикувала. Ова е почеток на кој јас се надевам и верувам дека се разбра потребата од тампонирање на вакви патишта и дека таа ќе се развива во наредниот период. Овие патишта понатаму во нашите проекти, замисли за понатамошниот развиток на нашата општина, некои од нив се потенцијални патишта кои можат да прераснат и во сообраќајници со комплетно уредено и асфалтирано пристап и решение. Но тоа ќе следи во една наредна фаза, но веќе ги имаме некои проекти како замисла и како потреба на луѓето, пред се за поврзување на меѓу две населени места и полесна комуникација на луѓето меѓу овие населени места.